Вести во 20 часот на регионалната К1 телевизија. Добро вечер. По кратката најава за настаните од регионот Македонија и светот се враќаме веднаш. Останете со нас. Постоечките странски инвеститори го шират својот бизнис во Македонија. Агрија ќе стопанисува со земјоделско земјиште во Свети Николско. Со ова остварува затворен процес на производство на свинско месо. Попитијадата Велес добива скаријада, нова гурманска манифестација. Бројот на странски инвестиции расте, но она што е добро велат економистите се почестите одлуки на странските компании кои веќе инвестирале во Македонија да го прошират својот бизнис. Премиерот Никола Груевски вчера од Охрид ги објави одлуките на две веќе постоечки компании кои наскоро ќе започнат градби на втора и трета фабрика во земјава. Условите за водење на бизнис во Македонија континуирано се подобруваат. Доказ дека ова е така не се само инвестициите и високите позиции во последните анализи на Doing Business, туку и одлуките на компаниите кои веќе инвестирале во нашата земја за изградба на нови производствени капацитети. Имења се разбира не можам да објавам додека тие не дадат согласност или не дадат соопштение за јавноста, но најави можам да кажам дека има и можам да кажам и од кого, бидејќи веќе ни го најавија тоа без барање да не го соопштуваме. Имено две фабрики во Скопје, кои што веќе имаат изградено своји капацитети, планираат проширување на капацитетите, односно градба на нови објекти. Тоа се Ван Хул, производителот на автобуси. Тие некаде во првиот квартал од следната година веројатно ќе започнат изградба на нов објект во кој што ќе го прошират своето производство, што значи ќе примат нови луѓе на работа и ќе се зголеми извозот од тој дел. Втората е Технохозе. Италијанската Технохозе, како што знаете, изгради една фабрика, сега ја догради втората, не е пуштена официјално во употреба, но веќе пробно производство во втората има и втората е 4 пати поголема од првата. И ни најави дека наскоро имаат план да започнат трета фабрика во Македонија. Премиерот Груевски нагласи дека инвеститорите кои во моментот ги градат своите производствени капацитети или се подготвуваат за отпочнување на производство како браунфилд инвестиција, плановите ги реализираат според утврдената динамика. Токму тоа е додатна мотивација, сметаат економистите, самите инвеститори да ја промовираат Македонија како земја поволна за инвестирање. Дел од земјиштето на некогашниот агрокомбинат Џумаилија ќе го обработува Агрија. На последниот повик на Министерството за земјоделство, тие биле најдобриот понудувач и сега ќе стопанисуваат со 1250 хектари државно земјоделско земјиште. Со инвестиција од 2.700.000 евра во наредните 4 години, агроиндустриската компанија Агрија ќе стопанисува со 1250 хектари државно земјоделско земјиште во Свети Николскиот регион. Компанијата имала најповолна понуда на електронското јавно наддавање од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Наместо да увезува сточна храна, со обработката на овие плодни површини, компанијата остварува комплетно затворен процес за производство на свинско месо. До сега ние бевме комплетно на некој начин зависни увозни од снабдувањето со суровини. Со ова веќе некаде Агрија скоро 50% ќе го обезбедува домашно производство, значи целокупното земјиште ќе се обработува. Број 1 ќе се обработува, тоа ќе биде пченката, која ќе направиме системи за наводнување. Сега има доста овие новиот систем што е кап по кап. Број 2 ќе биде јачмено заставен, број 3 ќе биде сончоглево заставен, со тоа што мислиме дека некаде на годишно ниво некаде ќе произведеме негде околу 5,5 до 6 милиона килограми зрно, значи од разни, како што кажав, од разни производи. Компанијата Агрија произведува околу 4,5 милиони килограми свинско месо на годишно ниво. Со новата инвестиција од следната година се очекува пораст до 5, односно 6 милиони килограми во една година. Уделот на тоа што ние ќе го обработуваме, значи тоа ќе биде обработено по најновите, реков, агротехнички мерки, со тоа што ќе биде ѓубрено исто со арското ѓубре,
тоа дел од фармите, дел од фармите околните, бидејќи во скопот на Агрија не само што ги има двете најголеми фарми за производство на свињи, со негде годишен капацитет околу 42.000 во моментов производство, нашето плање да дојдеме некаде до бројка од 50 до 55.000 tovјеници. Новата инвестиција во производството на свинско месо ќе придонесе и кон отварање на нови работни места. Во бизнис планот кој ние го доставивме до Министерството за земјоделие и до владата, натре, значи нашата инвестиција во наредните 4 години ќе биде околу 2.700.000 евра и некаде околу 40 нови запослувања. Покрај земјоделските површини, Агрија во својот капацитет ги опфаќа и фабриката за сточна храна Овчеполка, свињарската фарма во Градско, село Чичево и кланицата во Велес. Технички назначениот министер Оливер Спасовски донесе нова одлука, со која и практично си ја поништи претходната. Повеќе за ова во прилогот што следи од колегата Александар Андреевски. По неполни 24 часа по донесувањето на првата одлука со која ги одзеде овластувањата на сите вработени во Министерството за внатрешни работи, технички назначениот министер Оливер Спасовски донесе нова одлука со која практично си ја поништи претходната за која СДСМ објаснуваше дека била техничка. Во денешната телеграма Спасовски ги информира вработените дека веќе практично не важи претходната телеграма број 13.1/60 од 12.11.2015 година со која престануваат да важат овластувањето од министрите за внатрешни работи кои раководеле со Министерството за внатрешни работи до денот на донесување на наведената одлука за избор на членови на владата. Со новата телеграма, технички назначениот министер Оливер Спасовски ретерира и вели дека претходната се однесувала на сите пренесени овластувања, освен овластувањата за донесување на решение, други управни акти и документи во управни работи, овластувања за прием и заведување на актите во деловник и уписник и овластување за ракување со печати и штембили, кои ќе важат до донесување на нови решенија за пренесување на предметните овластувања. Во 2 дена да се носат 2 различни решенија од ист министер. И новата телеграма, како и старата, спротивна на законот, не е подпишена од дополнителниот заменик министер. Започнаа градежните работи за поставување на асфалт на улиците во село Ногаевци, општина Градско. Скоро 1 километар улици ќе бидат послани со асфалт, велат од локалната самоуправа. Започнаа градежните работи за поставување на асфалт на улиците во село Ногаевци, општина Градско. Скоро 1 километар улици ќе бидат послани со асфалт, велат од локалната самоуправа. Ќе почнуваме серијата на проекти што ќе ги продолжи да ги реализира единицата на локална самоуправа Градско, од ветените од изборната програма на градоначалникот и се надеваме дека со тоа ќе ги задоволиме нашите граѓани во нивните барања, како сервис за нив за да стане Градско, но и населените места подобро место за живење, но секако и добра подлога за инвестиции. За жителите од ова населено место, проблемот со неасфалтираните улици беше еден од приоритетните за решавање. За нас ова жителите значи многу дека нема за да газиме као, подруго ќе биде. Ова што се асфалтира најмногу значи за ова село. И ова село е само земјоделие, работат фоли, работат тие работи, луѓето се мачат. Ова е многу битен случај. Создавањето на добри инфраструктурни услови е приоритет во процесот на задржување на населението во руралните општини. Со оглед дека во населеното место Ногаевци немаме иселување, значи младите брачни парови тука засниваат семејства, тука остануваат, тука работат земјата на своите предци, така да создавањето на добри инфраструктурни услови е еден од главните фактори за нивно останување во родното место. Овој инфраструктурен зафат чини околу 5.300.000 денари. Општина Градско овие пари ги обезбеди преку Агенцијата за финансиска поддршка за рурален развој. Советниците на Советот на општина Велес на 44-та седница која се одржа денеска работат по 23 точки од дневниот ред. Градоначалникот Чадиев вели советниците ги разгледаа предлог програмите од сите сфери на општественото живење по кои ќе работи локалната самоуправа наредната година. Денеска Советот на општина Велес ги носи и програмите за работењето на Советот за 2016 година, програмите кои што се
на предлог на градоначалникот, по доставените предлози, посетите на урбаните на местните заедници. Програмата во нацртот и во официјалниот предлог има измена во висина од 8,5 милиона, два амандмана, односно 3 амандмана на градоначалникот, кои што ја покачуваат двата на 8,5 милиона програмата, значи едниот е во сегментот на градскиот пазар, другиот е во делот на индустријските зони. Освен питијада, Велес ке добие нова манифестација Скаријада. На барање на голем број угостители, оваа манифестација ке се одржува 2 дена, а местото на случување би било на паркинг местото пред основниот суд во градот. Манифестацијата се очекува да се одржи во април или мај месец следната година. Нова гурманска манифестација ќе добие општина Велес. Освен питијадата, градот ќе има и своја Скаријада. Манифестацијата настанува по барање на угостителите. Ке трае 2 дена, а местото на случување ќе биде на паркинг просторот пред основниот суд. Поведуваме нова манифестација по состаноците со угостителите од нашиот град. Се побара да се воведе уште една манифестација која би се одржала во текот на пролетните денови, тоа е во месеците мај или април, за кој што накнадно ќе се договориме, а тоа е Скаријада. Барањето на угостителите најде на позитивен одговор кај локалната власт. Таа за оваа манифестација во буџетот за наредната година испланирала 400.000 денари. Концептот на одржувањето на една ваква манифестација е малку поразличен од концептот она што го имаме традиционално воспоставено и кое веќе се одвива повеќе години, повеќе од деценија, и самото искуство назначува кој дел каде би се организирал. Ние сега се уште ги собираме размислувањата на собствениците на ресторантите, на скараџиите. Советот на општина Велес денеска ги разгледуваше и останатите предлог програми за 2016 година. Необично топлото време во овој период од годината на земјоделците им овозможи да го соберат есенскиот род. Поволни се условите и за есенската сеидба. Повисоките температури на воздухот и сувото време во овој период од годината овозможуваат земјоделците да го соберат целиот род. Минималните ниски температури не предизвикуваат штети во земјоделството. Јаболката, доцните сорти на грозје, како и другите есенски видови овошја, можат да ги издржат максимално ниските температури, кои се спуштаат максимум до -4 степени, сметаат агрометеоролозите. Поволното време на земјоделците им овозможи да ја завршат жетвата на оризот. Па на нас, ние сме градинари, повише со фолии, значи повише ни одговара вакво време него друго. Тоа е, а сега за житарицата не вреди. Бара дош. И покрај тоа, интензивно се работи на есенските посеви. Се очекува пред почетокот на зимата да бидат посеани сите планирани површини. Во тек е сеидбата на пченката, а помалку се застапени пролетниот јачмен и овезот. Во локалната библиотека Гоце Делчев промовира книгата Насликано време од детскиот поет Стојан Тарапуза. Во неа авторот пишува за деновите, месеците и годишните времиња. За промоторот Кристина Николовска, неговата поезија е како музика, но со многу силни педагошки пораки. Промовирана е книгата Насликано време од детскиот поет Стојан Тарапуза во медиотеката на библиотеката Гоце Делчев. Поетот шири поетска светлина и е омилен кај младата публика. Новата книга на Тарапуза е наградена од Друштвото на писателите на Македонија. За промоторот Кристина Николовска, неговата поезија е како музика, но со многу силни педагошки пораки. Поетот е необично свеж, интересен, оригинален, крајно оригинален и тоа ги привлекува многу младите читатели најмногу. Нова е поезија и поезија која што е интересна и за возрастните, за сите кои ќе го разбудат детето во себе. Книгите се важна работа. Тие се наши сопатници, другари, водителки, учителки и од духовна беда спасителки, вели авторот и додава дека без книгата нема напредок. Дека читат децата и да не се плашат од ништо. Книгата ќе ги одведе на правиот пат
низ животот. Таа е водителка. Стојан Тарапуза досега има издадено повеќе од 50 на книги. Промоцијата на книгата беше во рамки на проектот Велес, град на културата за 2015 година. Издадени се потврди на вкупно 2897 странски државјани. Меѓународниот фактор бара од Македонија да изгради прифатни центри за 30.000 бегалци. Вести од Македонија. Во периодот од 00 до 24 часот на 12 ноември издадени се потврди на вкупно 2897 странски државјани, од кои 1531 се од машки пол, 481 се од женски, 634 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 251 дете кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажена намера за поднесување на барање за признавање право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 1351, Авганистан 798, Ирак 307, додека другите се во помал број. Во прифатниот центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 12 ноември 2015 година евидентирани се вкупно 7 баратели на азил, 4 мажи, 1 самохрана мајка и 2 деца со придружба на старател. Меѓународниот фактор бара од Македонија да изгради цврсти градби на центри за згрижување на 6.000 семејства или 30.000 бегалци на подолг период. Тие би требало да бидат во Гевгелија, Струмица, Неготино, Петровец, Катланово, Кумановско, Черкези и Табановце. За ова информирал шефот на мисијата на УНХЦР во Македонија, Мохамед Ариф. Македонија била предложена од страна на меѓународниот фактор како вонреден план за справување со бегалската криза. Ние во УНХЦР изготвуваме план за нас за тоа како ние можеме да одговориме на предизвикот доколку има зголемен прилив на луѓе од аспект на производи на непрехрамбени и прехрамбени производи. Се обидуваме од наша страна, но истовремено соработуваме со владата и бараме од владата да реализира план како да реагираме заеднички при непредвидливи ситуации, да одговориме на тој предизвик, вели Мохамед Ариф, шеф на мисијата на УНХЦР. Во двоен напад на бомбаш самоубиец пред шопинг центар во Бејрут загинаа најмалку 43 лица, а 239 се ранети. Доколку Грција до утре постигне спогодба со кредиторите за мерките за штедење и реформите, можно е да добие 12 милиарди евра од меѓународниот спасувачки план. Во продолжение вести од светот. Најмалку 43 лица загинаа, а повредени се 239, од кои многумина се во критична состојба во двоен напад на бомбаш самоубиец пред шопинг центарот Бурдж Ал Бураџех во јужното предградие на Бејрут, упориште на шиитското движење Хезболах. Експлозијата се случила вчера во 18 часот по локално време. Одговорноста за нападот ја презеде Исламска држава. Локалните згради се значително оштетени, а во блиските продавници можат да се видат телата на загинатите. Ова е прва експлозија во бејрутските јужни предградија од јуни 2014 кога бомбаш самоубиец активираше експлозив и уби полицаец кој се обиде да го запре неговиот автомобил. Меѓу јули 2013 и февруари 2014, меѓутоа, регистрирани се 9 напади на упориштата на Хезболах во Либан. Шенгенскиот договор за отворени граници се наоѓа на работна пропаст, предупредува председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Според него, тоа е резултат на неуспехот во решавањето на мигрантската криза. Тој на самитот на Европската унија Африка во врска со мигрантската криза кој се одржал на Малта, рекол дека спасувањето на Шенген е во трка со времето. Туск ова го истакнал откако Австрија, Германија, Унгарија, Словенија и Шведска најавија дека повторно ќе воведат контрола на границата за влез на мигрантите на нивните територии. Со цел борба против масовните миграции, лидерите на Европската унија одобрија 1,8 милиарди евра како помош за Африка.
Предвидено е отворање на нови работни места и интензивирање на дипломатските напори за ублажување на нападите во Африка. Доколку Грција до утре постигне спогодба со кредиторите за мерките за штедење и реформите, можно е да добие 12 милиарди евра од меѓународниот спасувачки план. Проценката на Владиниот совет за економска политика е дека се присутни сите околности да може спогодбата да се склучи и кредиторите да ги деблокираат очекуваните средства, од кои 10 милиарди ќе се одделат за рекапитализација на грчките банки. Се очекува во недела Европската работна група да одржи телеконференцијска врска на која ќе биде дадено зелено светло за префрлање на траншата од 12 милиарди евра. Меѓународните кредитори поставија доста тешки очекувања од властите во Грција, кои требаше да го прифатат пакетот со сериозни реформи во замена за доделување на парите. Кредиторите бараат Грција да спроведе ангажман за спроведување на реформите. Приоритет им се дава на реформите во државната управа, здравството, образованието и на мерките за борба со корупцијата, на проблемот со лошите банкарски кредити, а исто така и на даночните и пензиските измени, против кои вчера штрајкуваа илјадници Грци. Ракометниот клуб Борец загуби 6-ти пат во серија. Овој пат успешни од нив беа ракометарите на Пелистер. Надпреварот заврши со резултат 25-20. Во недела на градскиот стадион во Неготино со почеток од 13 часот ќе се одигра ревијален пријателски фудбалски надпревар во кој ќе се сретнат првакот на Македонија Вардар од Скопје и екипата на фудбалскиот клуб Вардар од Неготино. Во продолжение домашен спорт. Фудбалската репрезентација на Република Македонија излезе од лошата форма во која се наоѓаше подолго време и успеа да извои убедлива победа од 4-1 против репрезентацијата на Црна Гора. Околу 500 гледачи уживаа на пријателскиот меч кој се одигра на арената Филип II, особено во првото полувреме, кога во период од 5 минути македонските фудбалери постигнаа 3 гола. Ванче Шиков со 1 и Александар Трајковски со 2 гола го потврдија резултатот на полувреме со предност од 3-0. Во второто полувреме Трајковски во 64-та минута го комплетираше хет-трикот, а Стефан Јоветек на минута пред официјалното време го ублажи поразот за гостите. Мечот истовремено беше и деби надпревар за новиот селектор на репрезентацијата Игор Ангеловски, со што своето раководство го започна со триумф. Следниот надпревар исто така пријателски, Македонија го игра во вторник на 17 ноември со почеток од 13 часот против селекцијата на Либан на националната арена Филип II. Четврт пораз во низа и повторно лоша завршница за ракометарите на Металург со 23-21. Тимот од автокоманда на домашен терен загуби од Мотор Запорожје, со што ги загуби шансите за понатамошен пласман во елитната лига на шампиони. Металург забележа доминација во првото полувреме со константна предност, па првиот дел од мечот заврши со 3 гола негатива за тимот од Украина. Во вториот дел Мотор покажа квалитетна офанзивна игра и успеа да направи серија од 5-0 кога и преиде во водство. Од 40-та до 52-та минута беше клучниот период за украинците, кога Металург не успеа да постигне ниту еден гол. Металург во 2 наврата успеа да стигне само на гол негатива, но позитивен финален резултат беше практично недостижен. Најдобар во нападот на Металург одново беше Јанко Божовик со 5 гола, а по 3 погодоци постигнаа Давид Шпилер и Жарко Пешевски. Кај Мотор Запорожје неефикасен беше Шелменко со 7 гола, а Пуховски додаде 5. Во следниот напревар во Лигата на шампионите, Металург на 19 ноември му гостува на кадетен Шафхаузен.
Актуелниот шампион МЗТ Скопје со 90:85 го доби првото вечно дерби за оваа сезона против тимот на Работнички. Тимот на Алеш Пипани ја потврди фаворитската улога за овој меч, па од самиот старт со постигнати 10 поени во низа, најавија дека нема да дозволат да се случи некакво изненадување. Избраниците на Марин Докузовски имаат честна игра со нагласена борбеност и желба за победа во гости, но се чини сино-белите повторно се покажаа како посилен ривал. Тројките беа најсилно оружје на центарци, но третата четвртина беше повеќе од успешна за МЗТ кога постигнаа водство од 21 поен. До самиот финиш Работнички намали до негатива од 7 поени, што и не беше доволно загрижувачки за кошаркарите од Аеродром. Ѓорги Дреноваc со 25 поени, 7 скока и 4 асистенции беше најдобар поединец кај металците. Дамјан Стојановски реализира 14 поени, додека Марко Љубичик и Душко Буник постигнаа по 12 поени. Димитар Мираковски со 21 поен и Јане Петровски со 22, каде двајцата постигнаа по 4 тројки, беа најпрецизни кај Работнички. Ова беше последниот меч од петтото коло од првата лига, во која претходно Струмица го совлада Куманово. Карпош Соколи беше подобар од Фени Индустри, а Кожув од градскиот ривал Бест. Најдобриот македонски футсал клуб Железарец ја оствари првата победа во елитната фаза од футсал надпреварувањето во Пескара. На вчерашниот дуел против казахстанскиот првак Тулпар, кој минатата година ја заврши како третопласиран, Железарец победи со 6:4. Во вториот дуел од нашата група домаќинот Пескара го победи тимот на АСЕ од Белгија со 4:2. Денес македонскиот представник ќе биде слободен, а утре ќе го одигра дуелот од третото коло против белгискиот првак АСЕ. Овој надпревар ќе започне во 17:30. Унгарија ја победи Норвешка и е на чекор поблиску до пласма на Европското првенство. Одложениот дуел помеѓу Аргентина и Бразил ќе биде одигран вечерва. Минесота последна жртва на шампионот во НБА лигата. Меѓународен спорт. Во текот на вчерашниот ден беше одигран првиот од 4 плейоф дуели за пласма на Европското првенство, што следната година ќе се одржи во Франција. Селекцијата на Унгарија славеше на гостувањето кај Норвешка минимално со 1:0, а единствениот погодок на мечот го постигна Клајнхајзер. Со оваа победа тие стигнаа чекор поблиску до пласма на шампионатот. Вечерва ќе биде одигран уште еден надпревар помеѓу Босна и Херцеговина и Република Ирска, а ќе започне во 20:45. Во Јужна Америка се играат квалификацијски надпревари за светското првенство 2018-та. Дуелот кој привлекува најмногу внимание помеѓу Аргентина и Бразил беше одложен поради лошите временски услови. Новиот термин за негово одигрување е вечерва во 1 часот по полноќ. Кај Аргентина на овој дуел ќе недостасуваат Лионел Меси, Серхио Агуеро и Карлос Тевес, додека по одслужената казна во тимот на Бразил се враќа Нејмар. Во останатите надпревари Чиле на домашен терен одигра 1:1 со Колумбија, Еквадор славеше против Уругвај со 2:1 и во најефикасниот надпревар Боливија победи на домашен терен против Венецуела со 4:2. Покрај дуелот Аргентина-Бразил својот меч од третото коло вечерот ќе го одиграат и Перу и Парагвај. Во кошаркарската Евролига беа одиграни првите надпревари од петото коло. Во нив најинтересно беше на дуелот во Барселона, каде домашниот тим во неизвестна завршница успеа да стигне до победата против Локомотива. Надпреварот заврши со резултат 72:68. Црвена звезда ја прекина низот од 3 порази откако победи на гостувањето кај Бајерн со 90:79. Во останатите надпревари надолу Ефес Олимпијакос 87:91, Макаби Тел Авив Дарушафака 73:84 или Мош Милано 74:65. Со надпреварите кои ќе бидат одиграни вечерва ќе биде комплетирано петото коло. Актуелниот шампион во НБА лигата, тимот на Голден Стейт, ја продолжува својата серија на победи. Последен во низата кој загуби беше тимот на Минесота. До нова 10-та победа во сезоната ги предводеше Стеф Кари кој постигна 46 кошеви, а крајниот резултат на овој дуел беше 116:129. Покрај овој синоќ ќе беа одиграни уште два надпревари во најквалитетната кошаркарска лига во светот. Во нив Мајами минимално со 92:91 триумфираше против Јута, додека Феникс на домашен терен го совлада тимот на Лос Анџелес Клиперс со 118:104.
Денес беше извршено излекувањето за групите за последниот тениски турнир во годината, на кој учество ќе земат 8-те најдобро рангирани тенисери. На Мастерсот во Лондон, кој ќе се одржи од 15 до 22 ноември, првата група ја сочинуваат Новак Џоковиќ, Роџер Федерер, Кеј Нишикори и Томаш Бердих, додека во втората се наоѓаат Енди Мареј, Рафаел Надал, Давид Ферер и Стан Вавринка. Единствено Федерер и Џоковиќ го имаат освоено овој Мастерс од играчите кои оваа година ќе настапат, а Рафаел Надал има 3 порази во финалињата. Времето денеска беше претежно сончево. Температурата се движеше од 17 до 23 степени. Во продолжение да ги погледнеме деталите. Почитувани гледачи, тоа беше се во овие вести. Останете со програмата на К1 телевизија, бидејќи следува емисијата за контураджискиот занает. Некои подзаборавени, некои денес атрактивни. Занаетите обележија на едно време. После вестите следува емисијата Минато, сегашност и иднина. Имајте пријатна вечер. Пријатно.